15! Вести од светот. Ако ги исклучиме убиствата, Охрид има најниска стапка на криминал во државава, известува МВР. Се издава соба за пушење на 5 спрат во центарот на градот. Продавам полуавтоматска мотика, вие ја кревате сама паѓа. Загубен е автомобил марка Peugeot, зелена боја, срекниот пронаоѓач ќе биде соодветно повозен. Кафаната домачица бара девојка за пеење со голем граден капацитет. Млада, убава русокоса, витка, висока 19 години, со пријатен поглед, ведра, добро ситуирана, без предрасуди и без обврски, продава мотокултиватор од 5 киловати поволно. Ова беа вестите, а сега имаме едно изненадување за вас. Со нас во вестите се наоѓа и министерот за будуćност. Добро вечер, господине Зоран. Добра вечер. Тој ќе ни каже нешто околу случувањата во наредната година во нашата држава, а слободно и вие можете да се јавувате гледачи, бидејќи ова е контактна емисија. Повелете, господине. Благодарам. За вас, господине. За мене не требува ништо покасно кога напиваме чај. Нека ви е со здравје. Благодарам. Значи за наредната година. Прво пред себе сакал да ви се заблагодарувам на посетата во вашата телевизија и да ви поздравувам сите гледачи на ова прекрасно ваше шоу од вести. И значи што се однесува до будуćност, до иднината на нашата татковина во наредната година, еве тука само да укуцаме. Еве на овие карти јасно се гледат дека овие тешкоти што се чувствува од типот на рецесија и на слични малигни реформи што се зафатени, ќе продолжуваат и во наредната година и тоа ќе бидат поизразени во овој дел вака. Овде што е и овде, ево овде се гледа фино. Меѓутоа и покрај овие рецесиски проблеми што се однесува на економијата, оваа година можам да кажувам дека ќе биде фантастична година, фантастично ќе биде. И за оној што ќе го преживува може да биде и научно фантастично. Чисто научно фантастично, така да тоа е што се однесуваше на економски план, што се однесува до политички план за наредната година. Ево дека се гледа некакво си закрупнување на некои одредени структури, коалицирање на одредени структури и раситнување на други структури. Што се подразбира, еве гледате тука. Возможно е некои вонредни избори, меѓутоа тука нема, ева има некоја буква С. Не можам да видам дали е среќа или е срање, зависи како го гледаш. Тоа е што се однесува вака, иначе трендот на вадење на пасоши ќе се зголемува во наредниот период. Што во самата земја, што во комшиските околини, тие структури. Понатаму се гледа дека ево го возовите си одат, за европски, за Брисел сите возови се одат. Меѓутоа гледачите нема зашто да се секират за тоа што тука гледам многу автопревозници приватни, што со комбиња, што со мини бусеви. Углавном се у еден правец, али тоа е наредна, не се знае наредна година дали може ќе се враќа тоа, нема, тука ми е со тие структури ми е завршено. Извинете, имаме гледач на линија, повелете кој ни се јавува? Добро вечер. Добро вечер, во програма сте. Господине министре, поздрав до вас и до водителката. Да кажем од се јавувам од Струмица и тук сте многу гледани. Ја така, јас сум родена на 20 февруари 1980 година. Само малку биди така. 20. Тоа фаќа водолија трета декада, малку и од рибата доле фаќа. Да. Сега, на мене ме интересира да ми кажете каков ќе трендо на односу на цента во Македонија во однос на Швајцарија. Оти сакам да се купам ламела за лада, не за друго, да не излезе од мода. Па така, често ме интересира да ми кажете дали да се купам од Македонија или да чекам сестра ми од Швајцарија да ми донесе. Поздрав до вас, закон сте, кишче. Благодарам. Интересно прашање за Видете, интересно е прашањето и таа дилема за ламела за лада повеќе се случува во нашата република. Меѓутоа, со оглед на тоа што сте во трета декада на водолија, мислам дека Швицарска не е најдобар избор. Не е најдобар избор за тоа што они имаат тенденција да продолжуваат тие структури, да вадат, да имаат тенденција кон западни возила. Така да мислам дека ако се однесува за лада конкретно, најубаво да се задржите во Република Македонија или во нашите северни структури. Се надевам дека сте задоволни од одговорот.
Јас имам едно прашање, господине, меѓутоа имаме уште еден гледач на линија, телефоните не збудалија денеска, многу сте популарни. Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, во програма сте. Кој ни се јавува? Ви благодарам, јас сум ваш редовен гледач. Поздрав прво до ваш и вашата прекрасна емисија и до гостинот кој што ми е омилен министер. Господине министре, добро вечер. Добро вечер. Еве, јас би сакал да ве запрашам нешто. Знаете, јас сум стечаец. И секогаш редовно и активно ги пратам сите економски активности што се случуваат во нашава држава. Па ме интересира дали порастот на бруто општествениот производ со индекс 2,3 ќе кореспондира со варијабилата на падот на светските берзи, со што осетно се нарушува генералниот став на Светската банка за стабилност на валутите на макроекономски план. И сега мене посебно ме интересира дали станува збор за индекс или за константа. Ви благодарам на гледачот, му благодарам за прашањето. Тоа беше навистина прашање на место, изванредно прашање што заслужува изванреден одговор. Видите, господине, вие се и покрај тоа што не кажавте кога сте точно родени, да можам да го споредувам, меѓутоа тоа изванредно прашање нема да кореспондира со оваа изванредна влада и све. Дали се работи за индекс или за константа, у моето изванредно прашање на кратко ќе ви кажувам. Ако се работи за студенти, онда е во прашање индекс. А ако се работи за некој што е со средно школово питање е константа. Тоа би било, мислам дека све се содржи ова. Благодарам, мислам, многу ми е драго што има вакви гледачи кои што го разбираат суштината на нашата будучност. Дали имаме нареден гледач? Ало, Ало? ало, 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 Весна? не... Весна ми треба? Весна сам. Тебе те барат изгледа. Не сум ја свесна. Со кого разговарам? Дечко, грешка си, оде министер за будучност. Каков министер, бе, доста ја криете, бе, каков министер, бе, цело време ја криете, ако ви дојдам, ќе ви убијам тамо, бе. Само ако ви дојдам. Камера... Се случувало мене во други емисии кога одаме вака. Знаеш, треба поголемо режија, во режијата. извинувам. Контрола режијата, да не го Почитувани брукаме. гледачи. Мислим, сипак сум министер, немој да го... Ајде, може. Дали имаме нареден гледач? Ало. Да, добро вечер. Ало, добро вечер, во програма сум. Да, во програма сте. Се Повелете. извинувам, тука газдата на фармата Коковче. Ве молам, само сакам до гледачите да им кажам дека пекинезерот е даден веќе да не звонат. Значи, пекинезерот е даден, повторувам, да не звонат. Фала. Добро, разбраа гледачите. Господине Зоран, да ве прашам, вака гледачиве сигурно сакаат да знаат што ќе се случува во наредните епизоди на Шехерезада. Добро, малку по-релаксирано. Вака, сакам да нагласувам дека во наредниот период ќе дојде до окрупнување на фирмите на тој онур што е све и рейтингот на Шехерезада може да расте, со што ќе се чувствуваат загрозени одредени структури во Република Македонија. Меѓутоа тоа нема да загледува ништо, при што они ќе загледуваат, ќе превзимат некои мерки, што сега да не го кажуваме све, нема да биде интересантно за гледање на вашата ценета публика. Ви благодарам за гостувањето, ви благодарам почитувани гледачи за јавувањето. Дали може за крај на мене на желба да му Да, може секако с новогодишна желба, повелете која е вашата Јас, желба? пошто сум редовно гледач, од секогаш сум сакал едни вести да исчитувам ја на вашата телевизија. Дали ќе може? Секако, господине министре. Ајде, малку релаксирано. Еве, повелете. Ево, ова е например. Не може човек да изберува све убави вести на вашата телевизија. Не. Се известуваат жителите на општина Охрид и Струга да не се перет во езерото поради тоа што поради мочање од страна на жителите на општина Скопје во истото. Ви поблагодариме на гледањето што се однесува до вашите вести. Пријатно. K15!